Доброволците на Латвиската национална гарда вежбаат заседа. Тоа е симулиран напад против оклопен конвој на фиктивниот непријател, операција како оние што украинската армија ги користеше на почетокот на руската инвазија за да го запре првиот бран руски елитни сили. Латвиската национална гарда е група од 10.000 мажи и жени волонтери кои тренираат за време на викендите за да бидат подготвени за евентуален руски напад. Од почетокот на војната во Украина, многу повеќе цивили се приклучија на овој корпус. Одлучив од пред повеќе од една година и непосредно пред да избие војната. Решив дека сакам да научам уште некои нови вештини. Латвиската армија е мала, едвај 16.000 активни членови. Само 7.500 од нив се на активна должност, но најде начин да се зајакне со овој волонтерски корпус. Овие мажи и жени се откажуваат со своите празници за да служат во своите редови. Those people very often have very good jobs, they are very busy. Овие луѓе често имаат многу добри работни места, многу се зафатени, имаат семејства. Не е лесна одлука да го одвоите вашето приватно време за воена обука. Но руската инвазија на Украина минатата година ги натера многу од нив да ја донесат оваа одлука. Овие војници на Латвиската регуларна армија тренираат кадети на Националната гарда во камп на 130 км западно од Рига. Руската агресија против Украина беше причина за собир. Повеќе луѓе се патриоти. Повеќе луѓе се спремни само да земат оружје и да се борат ако треба. И има многу луѓе кои се обидуваат да се приклучат на Националната гарда или на војската. Латвија е една од европските земји кои најмногу се залагаат за директна помош на украинската армија, испрекајќи 1% од својот бруто домашен производ или 410 милиони долари воена помош за Киев. Заедно со другите две балтички земји и Полска, Латвија постојано објавува предупредување за опасностите од руската експанзија. Тие предупредувања се претворија во акција, а властите оваа година ја вратија мерката задолжителен војрок кој започнува подоцна оваа година. We understood after the lessons learned in Ukraine. По научените лекции во Украина, свативме дека мора да ја чуваме нашата држава уште од првите минути од војниот конфликт. Целосната руска инвазија на Украина предизвика реакција во целиот свет, но во соседните земји кои се сеќаваат на советската окупација, чувството на итност е уште поголемо.